Левица преку притисок врати стотици милиони евра во буџетот на Република Македонија. И сега ќе ви кажам како. Ова може у коминтерната да се јават у Нова Македонија, мислам. Слушни ја реченица. Ама Значи, слушни ја реченица, еве како опозиција. ВМРО ДПМН во предизборието најавуваше дека ќе го спушти данокот за фирми на 5% од 10%. Така беше. Во владината програма рекоа дека ќе спушта до 10% на 5%, така беше. На состаноците со Бранко Азевски и со други состаноци од Стопанската комора и во многу изјави, Мицковски велеше дека ќе го спушти данокот од 10% на 5%. Арно ама, ние, јас, преку пратеник во Европарламентот од наша сестринска партија од Шведска, испратив барање до Европската комисија да ми даде мислење за планот на ВМРО ДПМН, владата на ВМРО ДПМН, да го спушти овој данок и какво мислење има Европската комисија. Зошто? Затоа што Европската комисија има издадено директива за Европската Унија дека од почетокот на 2024 дека сите членки на Европската Унија мораат да имаат минимален корпоративен данок од 15%. И тоа беше претходно донесено од 1 јануари 2024 година, веќе тоа е во сила. Значи во Тоа Европа. нешто го збореше Мицковски на прес дека ќе порасне? Да, ама сакам да ви кажам, значи ние го пративме тоа. Ние им вршевме притисок. Они скроз беа во друга насока. И откако пративме барање во Европската комисија да дадат мислење за планот на ВМРО ДПМН, тогаш Мицковски излезе и кажа, значи буквално ви велам луѓе, 1000 изјави има дека ќе го намали овој данок. Јас не верувам дека ВМРО заборавиле дека постои таква директива од Европската Унија. Туку едноставно виделе лукративна можност со намалувањето на тој данок да се влијае некако лукративно за нив да извадат некој денар. Целата поента е, со тој данок, тие фирми ќе го платеа тој данок, независно, дали ќе го платат у Австрија или Македонија ќе го платеа. Мицковски сакаше да ги ослободи дополнително од наши буџетски средства. На вистина го сметам ова, дури не е ни манипулативно, со потполна одговорност го велам. Да не го направивме притисокот, да не притиснавме до Европската комисија, ќе поминеше како што ќе поминеше. Еве, фала Богу, преку притисок ги разбудивме ВМРО ДПМН и ќе го става данокот на 15%. Најверојатно корпоративно. Што